градоначалник на општина Прилеп, господин Борче Јовчевски, почитуван председател на Совет на општина Прилеп, господин Дејан Продановски, почитувани гости, драги вработени во наша иднина, почитувани и сакани родители. Само природата не знае за лага, нејзината вистина е постојана, рекол нашиот великан Петре М. Андреевски. Природата на детската градинка се прекрасни деца. Нашата вистина е постојана. Нашата вистина е дека создаваме услови за раст и развој на децата згрижени во нашата установа. Нашата вистина е дека сме постојана поддршка, дека сме расадник со најубавите цвеќиња на светот. Со поддршката која им ја даваме на децата од предучилишна возраст, верувам дека им влеваме надеж и крилја за сите идни предизвици во животот. Заедно со вас, драги родители, ги поставуваме темелите на одговорните личности од кои зависи иднината на сите нас. И кога сонцето е скриено зад облаците, ние светиме како најсјајни звезди. Светат нашите дечиња, нашите цветчиња. Светат нашите вработени со своите насмевки, убави зборови и постојаниот труд. Се што ќе излезе од градинката е добро и убаво, затоа што е направено со љубов. Во овој миг гордо ја изразувам својата благодарност до сите вработени во детската градинка наша иднина и нивниот секојдневен влог. Гордо ја изразувам и благодарноста до вас, сакани родители, за секојдневната помош и соработка за напредокот на вашите деца. Прекрасно е чувството да се каже дека ние вработените во детските градинки заедно со вас сме членови на најголемото семејство. Семејство кое придонесува за развојот на предучилишните деца. Ќе завршам повторно со една мисла од Петре М. Андреевски. Срцето човечко било бунар, се полни, а не се преполнува. Така денес и моето срце, а верувам и вашите, се полнат со љубов, со восхит, со среќа. Ви благодарам да ни е честит јубилеот и го поканувам градоначалникот на општина Прилеп да се обрати. Почитувани присутни, драги дечиња, родители и останати гости, добро вечер. Или сте ја посетувале како дете, или сте ја посетувале како родители, носејќи ги вашите деца тука, но секој од нас, вака или онака, бил дел од детската градинка наша иднина, Прилеп, која што несебично до ден денес, 55 години, се грижи за нашето најголемо богатство децата. И ви честитам на тоа. Одењето во градинка е важен чекор за секое дете, но и за целото семејство. Градинката создава можности за поставување на цврста основа за детското образовано патување. Или им обезбедуваме искуства на децата да растат и да се развиваат преку игра и интеракција, ги прошируваме и нивните знаења. Затоа денеска гордо бележиме значаен јубилеј 55 години од постоењето на оваа значајна институција во заедницата, јавната општинска установа за деца, детската градинка наша иднина. И затоа е важен овој момент, затоа што точно, значи 55 години грижа и воспитување на 55 генерации. Тоа значи 55 години грижа и едукација на нашето најсветло во семејството и во заедницата децата. А кога станува спор за најмладите, за нивниот ран детски развој и грижата околу нив, ние како локална самоуправа, заедно со раководството на градинката наша иднина, вложуваме максимални напори, создавајќи можности децата да имаат одлични просторно, материјални и хигиенски услови за квалитетен развој, да имаат квалитетно, воспитно, образовен кадар, за да растат,
да бидат креативни и да се развиваат преку игра и интеграција, да им овозможиме квалитетно да се едуцираат и да дружат за да се изградат во силни, воспитани и здрави луѓе. Градинките во Прилеп денес се пријатно место за престој. Одлична можност децата од предучилишната возраст да се дружат, социјализираат и развиваат. Во оваа прилика сакам да изразам благодарност до раководството на градинката Наша иднина и искрена почит пред се кон квалитетниот, високо креативен кадар, воспитувачи, негователки, педагози, психолози, дефектолози, сегашни и поранешни вработени, се извинувам, и сите оние кои создаваат можност градинката да биде пријатно место за престој на децата. Благодарност што ни сите овие години ни овозможивте градинките безпрекорно да функционираат, што овозможивте и создадовте услови за да воспитате безброј генерации и што посветено се уште се грижите за нашите нови генерации, кои се иднината на нашата заедница и иднината на општина Прилеп. Уште еднаш честитки и нека ви е честит јубилеот 55 години јавна општествена установа за детски градинки Наша иднина. Ви благодарам. Уважаеми гости, добра дојдете на нашата представа. Верувам дека уживавте во прекрасната пролетна фантазија. Леле, колку убаво се чувствувам денес тука, Дора. Овие мили дечиња ме потсетија на времето кога и јас одев во градинка. Се сеќаваш, дури и ние еднаш учествувавме на еден ваков юбилеј. Јас ја рецитирав Ода на детството. Уф, колку бев среќна. Се сеќавам, како не, се сеќавам на сенено. Ама ова денес ми ги разбуди спомените. Се сетив на другарчињата, на учителките, на тоа колку бевме среќни и безгрижни. А знаеш што, Дора? Јас најмногу од се уживав кога ќе пристигнеше пролетта во градинката. Тогаш некако живнуваше природата, ама живнувавме и ние дечињата. Така е, Нена, како во песничката. Штом пролет долетува, се живнува, расветува, пеперутки летат, а цвејки нацветат. Но не можам да се сетам како беше понатаму. Веднаш ќе те подсетам. Дренови, лалиња, бели нежни ради, темјанушки убави и јаглики млади. Навистина така беше. Но морам да ти признам, Дора, од секогаш белите нежни ради ми беа меѓу омилените цвеќиња. Некако најмногу ги сакав. Толку нежни, милички. А замисли, врзнив да застане една шарајна пеперутка. Вистинска пролетна фантазија. Ти текнува, Дора, кога наставничката ни кажуваше за ефектот на пеперутките? Тоа не можам да го забарувам. Со само едно замавнување на крилјата, пеперутката може да предизвика некое големо торнадо, цунами, земјотрес, дури на другиот крај на планетата Земја. Тоа никогаш нема да го заборавам. Затоа секогаш им се восхитувам на пеперутките. Толку кревки, крашливи, а со толку мојкни крилца. Почитувани гости, во продолжение ќе ги видите белите ради и прекрасните пеперутки. Да ги поздравиме со аплауз.
колку убаво пеат дечињава. Сигурно одат во градинка. Се сеќаваш на песничкава, Нена? Секоја пролет со никнувањето на првото кокиче ми беше химна во градинка. Јас од тогаш Дора многу ги сакам кокичињата. Некако ми се слични на дечињата. Малечки, нежни, а пргави. Кокичето ме асоцира на ново раѓање, нов живот. Има логика. Ама мене, синоним за ново раѓање, секогаш ми беше штркот. Ама не онај силјан, непослушко, мрзелив кој немирко од малокоњари, не тој. Оној обичниот, белиот штрк. Колку поучна беше приказната за силјан штркот која ни ја раскажуваше учителката. Јас од тој момент одлучив никогаш да не бидам како него. Секогаш да бидам трудолюбива, вредна, да си ги почитувам родителите, да ги почитувам возрастните. Што имаш во раката? Едно прекрасно лаленце. Види го, како малечка чашка. И лалето ми е меѓу омилените цвеќиња. Во градинка толку многу разговаравме за цветовите, што навистина прави да ми биде тешко да одлучам која цвеќе ми е омилено. Ги имам многу и ги сакам буквално сите, исто толку колку што ја сакам пролетта. Почитувани следуваат кокичињата, точката за силјан штркот и убавите лаленца.
da pitam, mojte taki pitam. Kazna me stigna, kazna najtežka, moram štak da pitam, mojte taki pitam. Po dugim mačniku vidim, se vraća pomalo konjari, da pobara kruška za mene, odmojte najmili. Da pobara kruška za mene, odmojte najmili. I see those flowers.
Дора, знаеш што? Од секогаш ми беше дилема кој е повреден, пчелките или мравките. Секогаш кога имавме активност поврзана со нив, учителката и двете ги ставаше на пиедестал за работливост и страјност. Тешко прашање. Ама ако веќе морам да изберам, ќе ги изберам пчелите. Прво, затоа што со своето опрашување го одржуваат екосистемот. А знаеме колку е важно да зачуваме нашата планета. Ама и заради медот го обожавам. Во секој случај, и од едните и од другите научивме дека треба да се вложуваме себе си за да ги постигнеме посокуваните цели, да бидеме вредни и трудолюбиви. А знаеш што ми текна? И црвената роза е еден прекрасен цвет. Таа ме подсетува на љубовта и победата. Колку победи се закитиле со еден букет од црвени рози. Колку љубови се крунисале со мирисот на црвените рози. Нивната боја е бојата на нашата татковина, на непокорот, на нашиот народ, на нашето знаме. Тоа е бојата на слободата. Слобода. Колку силен збор. Може би ќе ти звучи малку смешно, но мене мајскиот бумбар ме подсетува на слободата. Секогаш се восхитувам на неговиот лет, па може би и малку му завидувам. Му завидувам што може да ги надлетува ширините, да ги достигнува далечините. Колку само опушта звукот на неговите крилца, кои истражуваат бесконечноста. Почитувани, сега на сцената ќе ги видите пчелките, црвените рози и мајските бумбари.
Оваа сина роза ме подсети на една случка во градинка која тогаш многу ме натажи и повреди. Требаше да нацртаме цвеќиња, а јас нацртав сина роза. Кога им покажав на другарчињата, неколку од нив почнаа да ми се смеат и ми рекоа дека такво нешто не постои. Многу ми беше тешко. Да, но нашата учителка веднаш се вмеша. Ни кажа дека тој е најубавиот цвет за изразување на топли и искрени чувства. Дека таа е символ за поддршка и надеж. Па дури и ни раскажа една преубава приказна за принцезата и сината Роза. Колку ја сакав и се восхитував. Мислев дека таа знае се. Да, многу и сум благодарна што секогаш знаеше да ги реши работите, но и да не мотивира. Туку, што си ти вака облечена? Учителката во мене го поттикна истражувачкиот дух. Ме поттикна да сакам да ги запознам и истражам сите земји и нивната култура. Ама од секогаш ме привлекуваше Јапонија. Толку мистична, специфична, интересна, па и посебна. Еден ден сакам да ја посетам, но не било кога. Ќе ја посетам во септември. Знаеш зошто? Баш сакам да слушнам. Во септември таму се одржува фестивалот на среќата. Тој е посветен на едно не така популарно цвеќе. Тоа е хризантемата. Јапонците веруваат дека едно ливче хризантема во чаша вино е комбинација за долг и здрав живот. Па јас го знам тоа цвеќе. Баба ми ги има во дворот во секакви бои, но таа ги нарекува струмичиња. Верувам дека баба ти е многу мудра. Колку години има? Па, не знам, околу 80-тина. Не можам точно да се сетам. Колку ќе беше полесно ако бевме како бубамарите. Знаеш дека на бубамарите лесно можем да ја откриеш возраста? За бубамарите знам само дека се инсекти во црвено-црна боја со 6 ножиња. А за ова првпат слушам. Те молам објасни ми. Многу лесно. Само ќе им ги изброеш точките на грбот. А знаеш колку се? Навистина никогаш не сум ги изброила. 7 дора. Ете 7. Почитувани, во продолжение ќе ги видите сините рози, хризантемите и малечките бубамари.
убаво дружење. Вистински ден за паметење. Бура од емоции, топлина во душава, среќа, но и носталгија за деновите поминати во градинка. Да, но да ја видиме позитивната страна. Колку многу научивме тогаш и колку тоа не изгради како личности. Градинката, нашиот втор дом, учителките, нашите драги учителки кои не подготвија за предизвикот наречен живот, кои ги поставија темелите во градењето на нашата личност. Среќен роден ден градинке мила. Од твоите преградки расширивме крила. Уште многу родендени и генерации ти посакуваме. А вас, почитувани присутни, со догледање ве поздравуваме до следното дружење.